Господине Манчев, добро вечер и добре дојдовте во програмата Глас од татковината. Вие сте третиот наш гостин пратеник и представник на македонската заедница од Европа и Африка. Кој беше вашиот животен пат и предизвик да се кандидирате за ова пратеничко место со оглед на тоа дека на последните парламентарни избори македонците од диаспората за прв пат имаат право на глас? По кој животен пат требаше да изодите за да станете дел од Македонското собрание? Добро вечер на сите македонци каде и да се во светот. Јас првин ќе им се извинам на сите малци сум настинат, но тоа не е причина ние да не го поведеме овој разговор вечерва. Да им кажам добро вечер и ако сакаме да одговориме на првото прашање, ќе мора да се вратиме едно 9 години наназад, оноку колку што е мојот живот во Република Италија како иселеник. Значи, во 90-тите години, кога почна обштествениот, кога се менуваше обштественото уредување во Република Македонија, тогаш бевме ние студенти, млади, авангардно перспективни и ни сметаа доста работи, ако тргнем од студентскиот стандард и така натаму до политиките што се водија и сите тие движења, но тоа не беше прашањето. После дипломирањето на градежниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а заради сепак тогашните општествени услови, транзицијата, она гламурозната транзиција во Република Македонија, многу од младите останавме без работа. Баравме работа и немаше работа. Тешко се снаоѓавме. Првиот мој животен пат во странство беше негде 2000 година во 2001 година, 2002 во Германија. Работев за една фирма. Завршивме проектот, се вративме назад, немаше пак работа. И 2003-2004 и 2003 се иселив, крајот на 2003 се иселив во Република Италија. Значи, таму почна мојот иселенички живот и полека дојдовме до 2011 година, значи, она што е прашањето да се вратиме. Јас гледав тоа, значи, јас како млад уште студент бев симпатизер и член на нашата десно ориентирана партија ВМРО-ДПМН. И од таму гледав, имаше некој оглас за председатели на задгранични комитети и така некако предизвика тој огласот, значи ме врати назад, предизвика некое внатрешно чувство кое што се кандидирав и ме избра за председател на задграничен комитет. Потоа набрзо следува изборите, имаше оглас за кандидирање, а знаејќи ги нашите и условите, можеби и животот на нашите иселеници во странство, но верувам за тоа ќе продолжиме понатаму. Се и пријавив, направив една програма, дојдов на интервју во Република Македонија, ме одбра, се кандидирав и победив. И така, мислам, на тој начин влегов како пратеник во собранието на Република Македонија. Како пратеник од Европа, дали ја знаете бројката на македонски иселеници кои што живеат и работат? Вака сега, ова е прашање кое што го апсолвираме веќе 2 години. И можеби тоа е најтешкиот дел од задачата што падна можеби на нам пратениците. Значи, државата, ако се вратиме наназад во историјата на диаспората на Република Македонија, ние може да погледнеме дека негде од Отоманската империја почнале пред се од политички победи да бегаат, односно да иселуваат македонците. И понатаму со Првата светска, Втората светска војна и така натаму. Значи, државата во последните, да речеме, 40 години многу малку направила во тој поглед, односно да ги брои луѓето што излегуваат надвор од Република Македонија. И затоа е многу тешко сега да се кажува, но секако дека имаме некои бројки, може релевантниот
Светската банка за податоци на раселување што е, вела дека има иселено околу 500.000 македонци од Република Македонија, но јас тоа што го знам во последните 2 години кај што се движам, сега не можам точно да кажам, оти сепак неблагодарно ќе биде да се каже некоја точна бројка, но јас живеам во Република Италија и последните 20 години, 2011 година во Република Италија имаше последниот попис беше, значи ги гледав тие резултатите таму се објавени на нивните интернет страници. Можам да заклучам, односно да се види со точна прецизна околу 96.000, прецизна бројка, околу 96.000 македонци со регулиран престој во Република Италија. Значи сите имаат македонски пасош. Ако тргнеме понатаму во Швајцарија имаме негде околу 69.000 македонци иселени. Потом ако одиме во Германија негде се зборува за бројка околу 80. Шведска од 15 до 20, негде околу 10 до 13.000 во Данска, Холандија, Брисел, значи бројката е голема. Тие се сите со македонски пасоши, значи чим се така рече? Уствари Германија, затоа што за да добие некој германски пасош треба да го откажи македонското. Таков е законот. Сега сакат во моментот и да го враќаат таму. Се борат за да може да немаат проблеми со пасошите, но тоа доправо треба да се види. Инаку бројката е голема, со прецизност не би сакал да шпекулирам. Оние се бројки што ги напомнав, исто имаме близко тука во Србија има доста нашата заедница, Словенија, Хрватска, не, Словенија исто така не е мала. Може да имаме 13.000 таму. Но сега во Србија се зборува дека има 5-16 до 20, значи тоа се бројки што доправа треба да се ревидираат и што се големува иселувањето. Со визниот режим со либерализација мисливте на визниот режим. Да, со безвизен режим. Да, безвизниот режим од кога се уведе имаше една инвазија, еден бран во Западна Европа, но може би затоа што последните 4 години, колку што трае таа економска криза, нашите доаѓа може би подработува така на црно, кој како ќе се снајде, но тешко е во таа економска криза, тие имаат голема невработеност во сопствените држави, тешко е да можат да им прават документи, односно да се дозволи да влезат на тие луѓе. Така што значи најголемиот дел можеби 100% веќе се враќаат или се вратени во Република Македонија само заради тие економски причини. Тешко се наоѓа работа и тешко се прават документи, значи таа тенденција веќе во последните година дена е скоро и да не постои. Со оглед на тоа дека во Македонија престојувате поеќе време, како и на кој начин контактирате и ги решавате проблемите на македонците од вашата изборна единица? Вака, значи наша обврска законска е да бидеме присутни во собранието на Република Македонија, но според законот ние имаме овозможено 6 посети на годишно ниво кои трајат по 7 дена. Значи тие 6 посети ги користиме за да ја посетиме изборната единица. Значи тоа си правиме ние плани распред и моите колеги, не само јас. Се договараме со наши организации каде ќе приступуваме, организираме трибини, на покана на разноразни манифестации кои се одржуваат во ваквото. Значи на тој начин сме концепирани и така ги организираме нашите посети. Но тоа не значи дека не комуницираме и тука од Република Македонија, од собранието, тие ги имаат нашите телефонски броеви, се јавуваат за разноразни проблеми, комуницираме, се бориме кај што може да им помогнеме. Најголем проблем имаме сега, да речеме, поновите иселеници што се тие. Тоа се, ако погледнеме, тоа е помлада категорија на луѓе, да речеме, средновечни луѓе кај што уште има доста раѓање деца, губат, сакат да ги пријават во Република Македонија.
им истекуваат пасоши на 2 години, земат децата пасоши, барање на патни листови и така натаму. Тоа е еден комплекс што цело време го држиме, го организираме, гледаме колку што може да им помогнеме. Во тој контекст, кај што се има поголема концентрација, нема дипломатско конзуларно представништво, организираме конзуларни денови. Морам да напоменам дека такво нешто правевме во Гетеборг во Шведска, амбасадата. Во Италија неколку пати правиме конзуларни денови кај што во еден ден се обслужуваат околу 200 луѓе за патни листови, било кои други, значи имаше проблем со смена на имињата на буквите што се менува според тој новиот стандард. Значи мораше да добие документ за да му биде признато од така натаму. Значи комплексот е голем. Тоа е сепак ние сме за прв пат пратеници. Доправа и нам ни треба време и ги пронаоѓаме патиштата и каналите како да стасаме. Искуството на македонците во диаспората пред повторното востановување на македонската држава говори дека тогашните политички дипломатски служби се занимавале многу повеќе со тоа што и како коментираат македонците во диаспората за состојбите во татковината, а многу помалку обрнувале внимание да се зачува идентитетот и да се возврати на државно ниво кон потребите на нашата диаспора. Како се лекуваат последиците од тој период? Колку во таа смисла значи и действува Македонската православна црква и колку нашите досегашни амбасадори ја исполнуваат својата вистинска задача во однос на диаспората? Па, што се однесува до првиот дел на прашањето, значи во тогашниот систем сигурно дека како да ги наречем, тогашните тајни служби си ја гледале добро работата и надвор од Република Македонија, значи го имале своето влијание и си наоѓале луѓе преку кои што можеле да си ги имаат тие информации што им требат. Но тоа да оставиме за некој друг да го решава. Ете, имаме комисии за илустрација и така натаму. Сигурно дека тоа многу влијаело за да можат најверојатно заради тогашното општествено уредување на земјата, нели Југославија, и тоа влијаело во делот кај што македонците, не знам сега да може би престрог збор ќе употребам, се плашеле да делуваат во она што се вика зачувување на собствената традиција, јазикот и културата како основни вредности на она што се вика битие или нација на еден народ и така натаму и така натаму. Тоа би било за тој дел. Она што се однесува до Македонската православна црква, може слободно да кажам дека во зборуваме за Европа, Македонската православна црква има формирана околу благодарение на Европската епархија на митрополитот господинот Владика Пимен, и имаат формирано 32 црковни општини, и тие се, ако погледнеме во организираноста, и тие се, јас така барем ја гледам целата работа според моето искуство и сондажата на теренот, на некој начин предводници на она што се нарекува зачувување на претходните вредности што ги спомнавме, или традицијата, културата и јазикот. Тие се добро организирани, веќе имавме, пред некој месец и пол, колку беше, бев на светење на православниот храм во Малме, каде што имаше една огромна бројка на наши македонци, негде околу преку 1000-1200 луѓе беа собрани. Така што тие се организирани на тој начин што ги вршат своите црковни дејствија во црквите кои што се, нели, белег на нашето христијанство, дали се тоа имендени, дали се тоа некои прослави за Божик, Велик ден и така натаму. И во црковните општини, во црквите може да се видат огромен број на македонци.
каде што тоа е форма и начин да се сретнат меѓу себе. Знаете како е западните општества, се малце подинамични. Не дека не е динамично и нашето веќе, да не заостанеме. Инаку, таму се наоѓаат исто така преку црковните општини се формираат, имаат забави прават, организираат фудбалски надпревари. Последно имаше сега во Пијаченцот кај што доаѓам јас во Швајцарија, имаше така што црквата во Европа оди по патот онака како што доликува за да го води македонскиот народ во тој правец на зачувување на традиција, култура, јазик. Сега јазикот имам учителима, тоа е може прашање за понатака. Кои се интересите на македонците за нивната стара татковина Македонија и колку одговарат на се по зачестените патувања на македонските бизнис групи и владини представници во Европа? Искрено да ви кажам, ова сега јас можеби ова динамика што ја направи владата на господинот, нашиот премиер Никола Груевски во правец на придвижување на Република Македонија кон поинакви трендови, тоа значи имавме ние претходно многу влади што не се случи. Сигурно дека јас сега како пратеник одејќи низ Европа, сигурно дека нашите кога слушаат, кога се информираат, сигурно дека предизвикува интереси кај нашите. Значи, тие се заинтересирани, учествуваат на тие форуми, одат таму, ги слушаат кои се условите и тој фондот што се формираше сега за диаспората. Значи, сето тоа порано го немало, но сега предизвикува интерес, а ќе ви кажам една работа, секој наш што отишол таму во на печалба, да речеме, бил со мисла да се врати во Република Македонија. Сега, колку ние во Република Македонија и Република Македонија ќе придонесе тоа да се ги врати чедата, тоа ќе видиме. Времето ќе го покаже. А за што се однесува за нивниот интерес, верувајте, голем е интересот, веќе ние имаме издвоени наши бизнисмени кои што сигурно се заинтересирани и верувам, веќе познавам некои градат во Република, конкретно јас сум, тоа ми е сектор од градежништвото, веќе градат објекти и така натаму и така натаму. Последното прашање, во 2015 година ни престојат парламентарни избори. Можно е да имаме и предвремени. Дали планирате да се кандидирате повторно за пратеничка функција? Вака ќе ви кажам, сигурно дека нели во 2015 сега 2014 2015 ни се редовните, но може да имаме предвремени во 2014. Овие председателските, со тоа сакав да кажам, со сигурност ќе ги имаме. Јас како пратеник имав една програма направено за тоа, како пратеник, кои ќе бидат моите цели, моите задачи, за што јас ќе се залагам. Значи, ние во тоа, во голем дел, заедно со моите колеги пратеници за диаспората, имаме успеено во голем дел од тие наши цели што ги имаме определено. И нормално дека ќе се бориме понатаму, но се надевам дека можеби времето тоа ќе го покаже дали понатаму ќе ја продолжиме ова наша борба или не знам како да не наречам борба во смисла да одиме напред, да се подобрат условите за целата диаспора. Значи тоа е прашање што не знам како да ви го одговорам, но верувам дека имаме пред нас доста време за да одлучиме. Имаме се уште и понатаму. Така. Ќе се среќаваме, ќе правиме разговори, ќе направиме еден убав разговор и со другите ваши колеги, па ќе видиме понатаму кој до каде планирате да одите во вашата. Господине Манчев, која е вашата порака до нашите иселеници? Па, ако може да обстанеме, најлесно ќе обстанеме ако бидеме заедно. Ова сакам да им го порачам на сите иселеници и на сите македонци каде и да се во светот. Оти нашата сила е да бидеме заедно. Без разлика на сите политички разлики, ние мора
една работа да ни биде јасна, да бидеме заедно, така најлесно ќе ја постигнеме собствената цел. Како ви се допадна вечерашната емисија? Каде што сте гостин? Јас можам да ви упатам честитки и да продолжите да ја развивате, да се слушаме и понатаму, нели да се гледаме. Така е. И понатаму. И се надевам дека овој медиум значи тоа е медиум преку кој што може да пласираме информации од разни типови на нашите иселеници. Затоа што не секој од иселениците ги користат, нели имаме и повозрастна структура на луѓе што не користат интернет, но радиото за мене представува една силна авангарда од секојаш, представува преди денес тоа го. Мене ми е жал што не се емитува во ова на интернет, но се надевам дека со наша помош ќе се бориме да го гледаме, да го слушнеме и на интернет. Благодарам многу што бевте вечерва наш гостин и на нашите слушатели. Јас ви благодарам на поканата, значи ви благодарам за разговорот што го водевме и уште еднаш сакам да ги поздравам сите македонци каде да се на овој наш свет.